Здраво на сите и добро дојавте моето ново видео. Знам дека ме нема одамна, знам све, ама затоа го правам ова видео. Ова видео главно ќе биде ревју за телефонот што едве чекам да го направам, но пред тоа сакам да ви кажам само дека да ви дадам еден апдейт за тоа што се случува. Се уште сум во бунило што и како денес се прави. Се е измешано, ништо не е како порано, но тоа што јас го одлучив е дека не знам ова видео дали ќе искочи во сабота, ако искочило супер, ако не ќе важи за одследното. Од мене може да очекувате ново видео на овој канал секоја сабота во 12 часот. И тоа ќе биде сепак многу повеќе од тоа што го имаше до сега, така што кога ќе дојдат серијалите во прашање, ќе зборуваме за нив. И за 90 секунди ви доложам едно видео, ама тоа ќе се случи за недела 2-3. Во моментот веќе знам што ќе има следната сабота и таа последнеја и таа последнеја и таа последнеја видеа, така што едве чекам да видите што е тоа и се надевам дека тие што останавте и сакате да гледате видеа од мене ќе ви се свијат сите видеа. Сега назад на видеото, сакав да направам видео за да што пре некој ден се шокирав дека поминале точно 6 месеци откако јас го имам овој телефон, мојот нов телефон. Сум во шок како и кога поминува времето, остаревме, брзо ќе умреме, се шалам. Ама многу брзо оди времето. Многу поспоро идеше времето пред 2 години, пред 5 години, пред 10 години, сега оди многу брзо. Оди се побрзо. И тоа многу ме плаши, ама се е окей. Јас никогаш не очекував дека би се заразил со овој телефон, ама животот ми тргна на подобро откако го имам. Знаете што можеби најмногу мене ми се свиѓа со телефонот е тоа што јас се осетив дека сум многу попродуктивен. И сега можеби вие не гледате баш продуктивно затоа што периодов нема многу видеа, ама позади се случуваат многу работи и сум продуктивен на други полиња. Телефонов е многу добра алатка за тоа што ми е буквално лаптоп и таблет и телефон во едно и каде и да сум, затоа што многу и не сакам претерано да седам многу дома и да се заклучувам. Буквално можам и во такси, и на клупа, надвор во некои парки, буквално секаде да си го отворам вака мојот лаптоп и буквално вака јас да функционирам и да завршам се. Барем оние вертикални видеа што ги гледате, посебно на TikTok, сите овие видеа што ги гледате тука, сите се едитирани на телефонов. Знаете што ми фали? Ми фалат многу од оние аксесори што си ги имаат. Сакам, имаат, уште ми е ваков, ми е страв да не го испогребам и се. Имаат онакви убави маски, каде што можеш да си го ставиш пенкалцето, а немам ни пенкалце, сакам да си купам онакво пенкалце. И никогаш не мислев дека сум човек што може онака со пенкалце да се седи на телефонот, ама луѓе. Предпоставам дека повеќе што сте тука веќе ме знаете и имате гледано други бајаги видеа од мене, јас сакам да запишувам. И сега тука сум си малци на себе си контрадикторен поради тоа што секогаш викав не сакам ништо да пишувам на телефон, сакам да пишувам на лист хартија. Ама сега имам лист хартија тука. Го пуштам ова тука. Значи јас можам, луѓе. Здраво. Значи, јас ова почнам да го користам. Има и да зумираш и да зумираш и имаш буквално infinity list до колку да црташ нагоре цело време се зголемува и не знаете ова колку им помага во буквално се. Сега не сакам ни да ви кажам зашо се го користам, затоа што ќе се издадам. Предходниве месеци се кога буквално ми се наоѓа ова за друштвени игри, за не барам дома кај да најдам лист од кој мој тефтер да искинам лист затоа што тоа не сакам да го направам. Значи, собрани неколку луѓе, јас. Беселка. Значи, играш беселка. За друго што го користев, за бридж. Исто така за не барам кајам ништо. Пишуваш само вака, пишуваш тука букви и имења пример и си пишуваш. Стефан победил, минус 100, тука овој бил дупло и тука овој бил пун. И затоа сакам пенкал. Затоа што вака сега многу правам на брзинка, иначе си го ццкам многу побаво и многу помало. Сакам пенкало за сето тоа да им биде совршено, така што следно мислам дека ќе ме гледате во видео како со пенкало правам се и буквално ми треба тоа S Pen или како е да се вика. Морам тоа следно да си го земам. И друго кога сме кај аксесори, знаете што сакам? Гледате го ова. Сакам вака да играм. Значи наместо да седам на компјутер само
испружи си се вака, држи ги тие падовите, мара не мораш скроз го правам и вака. Со падовите замисли вака се држиш, имаш толку поише контрола и типкање на работи за луѓе што се навигни така за копчиња да типкаат. Исто така многу повеќе почнав да го користам Flex Mode-от, порано не знаев што ова може да допринесе ако го ставиш телефонот вака и колку повеќе го имам, се повеќе нови работи истражувам. Тоа што ми се свиѓа најмногу пример е кај YouTube. Значи прв пример, сега гледам нешто за Sons of the Forest пуштив. Прво си вака, го ставаш во Flex Mode, ти се прави телефонот вака. Имаш да си го моташ видеото да кажеш што сакаш, поставено вака, сега не можам зашто ви покажувам. Имаш и да си попушташ и brightness и да си буквално 1000 други опции што инаку вака ги немаш на телефонот. Многу ми се свиѓа тоа што се чувствува како да сум на десктоп, што како да не сум на телефон. Буквално отварам видео и буквално се осеќам како да сум на десктоп. Да го свртам вака од страна, да ми дава recommendations додека гледам некое видео и коментари кога се читам вака и додека се гледам, не знам, се осеќам буквално како да не сум на телефон, туку буквално како да сум на десктоп и да не ја заборам мојата омилена активност. Јас буквално не можам да ви опишам како истестирав точно батерија, колку троши, колку епизоди можам да изгледам за целосна батерија додека се потроши. Луѓе, нема ништо подобро од тоа да си легнеш убаво. Ако немаш пример телевизор во собата, си легнуваш, си пушташ серија, си гледаш вака на огромен екран, буквално кога ти е пред очи, што повеќе те треба, се гледаш на огромно и само вака си седиш и многу често и заспиваш. Ама тоа што друго многу ми се свиѓа, затоа што јас мразам да се тегнам со кабли, е тоа што можеш да изгледаш некои си добри 6-7 епизоди можеби без да се испразни телефонот. Значи буквално имам приметено дека од прилика за 1 сат цело време гледање пуштена серија троши околу 17% батерија. Што е предобро. За гейминг троши повеќе, што е нормално, буквално се во телефонот најмногу што може да троши батерија пуштено кога геймаш, ами кога геймаш за цел сат да изиграш нешто, можеби ќе потроши максимум 25% батерија. Така да буквално можеш некои добри 3-4 сати без престан, без да треба се полни да изиграш нешто. Ако играш 3-4 сати. Многу луѓе не играат, ама јас играм. Камерата, нешто што многу ми се најде. Чекајте, што да ви покажам, а да не се гледа хаос во собава. Еве го мојот тефтер пример. Многу користам ова, стицкам тука најгоре. Буквално сликам и секоја слика што имаш направено можеш да си ја гледаш тука. Кога сликаш нешто поразлично е многу покорисно кога имаш што да гледаш. Сега сликам буквално тефтер, ама е многу корисно и многу се наоѓа. Отприлика тоа е тоа, ќе видиме кога ќе помине 1 година или 2 што се ќе изнајдам на телефонов. Јас искрено некако едве чекам, има фатено некој си нов бран на креативност и на желба за видеа. Сега за сега ќе биде познато секоја сабота во 12 сат ново видео на каналот, а умеѓувреме на вториот канал сега го си течат стримови, така што ако не си субскрајбнати на вториот канал, што чекаш? Стефан Плейс, субскрајбни се одма, таму стримам. Тоа е тоа. Фала на гледање, бидете живи и здрави, ставите лайк, субскрајб и се гледаме следното видео. Чао.